Здраво, деца! Еве ме повторно. Јас, вашата учителка Марија. Како сте денес? Штом сте добри, значи сте подготвени да ги гледате новите игри и активности што ви ги спремам за вас, а се однесуваат на... Што рековте? Па јас заборавив дека во рацете го држам морковот. Леле, се извинувам. Колку некултурно од мене. Извинете за моето однесување, но мило ми е што ме потсетивте на бонто. Деца, доаѓајќи за тука, јас огладнев. На масата видов моркови и си зедов да јадам. Морковите, деца, многу ги сакам. Затоа што се вкусни, поради убавата портокалева боја и може да се приготват на различни начини. Може да се стават во супа, манџа, разни салати или може да се јаде сиров како што сега го јадам јас. Муам? Па секако дека пред да го јадам си го измив морковот. Туку сега ќе го ставам морковот на страна, а би сакала да играме една игра со прсти. Бидејќи бевте добри деца, кои знаете многу, ќе ве поканам да играме заедно. Нашата игра се вика 5 мали морковчиња. Ќе ве поканам да ми се придружите и вие, така што ќе ја спружите раката вака и ќе ги правите сите оние движења што ги правам јас. Тогаш да почнем. 5 мали морковчиња. Сладко си спијат. Некој брзо помина и првото го снема. 4 мали морковчиња. Сладко си спијат. Некој брзо помина и второто го снема. 3 мали морковчиња. Сладко си спијат. Некој брзо помина и третото го снема. 2 мали морковчиња. Сладко си спијат. Некој брзо помина и четвртото го снема. Едно мало морковче. Сладко си спие, но некој брзо помина и последното го снема. Не остана ниту едно морковче. Што мислите? Кој ги изел морковчињата? Па секако. Тоа е зајачето. Едно мало зајаче ги изеде морковите. Што мислите, деца? Зошто? Затоа што е гладно, исто како мене. Само да ве прашам, колку моркови изеде зајачето? 5. Така, деца, добро сте запомниле. Зајачето изеде 5 моркови. А јас колку моркови зедов од масата? Така, јас зедов 1 морков. Значи, зајачето знае што јаде. Знае дека морковите се здрава храна. Па сега изигравме една игра за морковчињата.
редно е да направиме нешто и за зајачето. Па така ви подготвив една песничка. И овој пат сакам да пеете заедно со мене. Ставете ги рацете вака како уши и повторно ќе ги правите сите оние движења кои што ќе ги правам јас. И одиме вака. Зајаченце миличко, зајаченце сивичко, заврти се, одврти, одврти се, заврти. Подај ми рачичка, да ти дадам тревичка, да јадеш да пораснеш и големо да станеш. Да јадеш да пораснеш и големо да станеш. Ви благодарам, деца. И вие пеевте заедно со мене. Добри пеевте. Добри, ви честитам. Току изигравме игра за морковите. Испеевме песничка за зајачето. Време е да ви поставам една задача. Не една, ами две. Тука имаме две фотографии. Еве ова е првата фотографија, ова е втората фотографија. На првата фотографија е поставен работен лист. Се прикажани зајачина и морковчиња. На работниот лист имаме 1, 2, 3, 4 зајачина и 1, 2, 3, 4 морковчиња. И сега, зајачето е гладно и треба да стигне до морковчето. За да стигне зајачето до морковчето, ќе треба некако да му помогнеме. А како ќе му помогнеме? Прво ќе го паузирате видеото и со прстот ќе помините низ прекинатите линии. На тој начин ќе му помогнеме на зајачето да стигне до морковчето. Нема да ви биде тешко. Се надевам. На втората слика имаме пластелин. Што треба да направите? Од пластелин ќе изработите 5 морковчиња и 1 зајаче. Откако ќе завршите задачата, потсетете се на играта со морковчињата и песната за зајачето. Искористете ги вашите изработки додека играте и додека пеете. И да ве потсетам. Јадите здрава храна. Пријатна забава. До следно видување. Довидување.